Зошто сте нерасположени? Утре правиме писмена работа. Па не се нервирајте. Седнете, учете. Учевме, ама пак ни е страв. Ако немаме среќа, ќе ни паднат најтешките прашања. И што ако сме учеле? А да ви раскажам јас една приказна. Да ни раскажеш? Внимателно ќе слушаме. Си бил еднаш еден човек. Си живеел со својата жена во мала кукичка. Вредно работел и секогаш кога можел, правел добрини на луѓе кои имале мака. Бил добар човек, но не бил среќен. Така тој си мислел. Жено, немам среќа. Немаме голема куќа, немаме грне со злато, само зашто не ми работи среќата. Секоја вечер и се жалел човекот на жена си. Не вели така, мажу. Живи сме, здрави, фала му на Бога. И млади сме. Има време да спечалиме богатство. Мирно му одговарала жена му. Не ме сака среќата. И тоа ти е. Тврдоглаво тврдел човекот. Среќата го слушала. Еден ден, 2 дена со денови. И му се налутила. Една вечер му дошла на сон и му рекла: како не ти е срам толку да ме кудиш по светов? Јас работам за тебе, ама и ти малку треба да поработиш за својата среќа. Ај појди во соседниот град. Таму ќе ме најдеш. Во една црешичка. Среќа во црешичка. Прв пат слушам. Ми се прие да цреши. Ало, рековме, ќе слушаме внимателно. И човекот се разбудил зачуден од сонот што го сонил. Се мислел што да прави и решил да ја послуша среќата. Си рекол: ај, ќе одам. Белки е вистина сонот што го сонив. Може дојде време и мене среќата да ми се насмевне. Се стокмил човекот и отишол во другиот град. Одел од улица во улица. Ја барал среќата во сите маала, ама не ја нашол. Тргнал да си оди и застанал пред една бакалница. Бакалница е продавница, каде што има се што ќе посакаш. Така е. На влезот од бакалницата видел една црешичка падната на самиот праг. Се наведнал и ја зел. Веднаш дотрчал бакалот и прашал: што најде, да и да видам. Човекот му ја покажал црешката и му го раскажал сонот. Бакалот се изнасмеал и му рекол на човекот: не ми се верува. Ти толку ли си будала да веруваш во еден сон? Јас пред некое време сонував дека во другиот град, во една куќа, до чешмата,
има големо богатство скриено во огништето. Ама не отидов да го барам. Кој верува во соништа? Треба да се работи, пријателе. Среќата се крие во работата. Ту! Имаш право, бакале. Само си го изгуби времето, си рекол човекот и се вратил дома. И продолжил постојано да се жали. Да ми работеше среќата, друго ке беше. Ке работам, не ми е тешко, ама ми фали среќа. И среќата пак се налутила и пак му дошла на сон. Човеку, јас ти реков дека ќе ме најдеш во црешка, ама ти не ме послуша. И што направил човекот? Се разбудил и си рекол: Ај, мајката, каква е оваа работа? 2 пати ми се јавува среќата на сон и 2 пати ми кажува дека се крие во една црешичка. Како можам да ја најдам среќата во една обична црешка? Мислел човекот со денови. И еден ден се сетил на муабетот на бакалот. Бакалот ми рече дека сонувал сон. Во сонот му се кажало дека во соседниот град има куќа во чие огниште е закопано големо богатство. Таа куќа била до една чешма. Човекот подзастанал. Јас живеам во соседниот град, а куќата моја се наоѓа до чешмата. Исто како во неговиот сон. А да го ископам јас огништето, да видам што има таму. Да не има скриено богатство. Човекот ја зел мотиката и го ископал огништето. Нашол цел казан со алтани. Така станал многу богат и со жена му долго и среќно си живееле. Во приказните се завршува убаво. Се надевам дека и насутре денот ќе не биде хепи дей. Тогаш отворете ги книгите и повторете го материјалот од писмената. Треба да работиме, а среќата сама ќе си дојде. Убаво кажано.